регионалните вести ќе гледате. Двојно зголемен број на заболени со COVID-19 е регистриран на Тетовското подрачје во текот на минатата недела. На седницата на Советот на општина Гостивар се претвори во политичка препирка. Размислувај глобално, делувај локално. Невладината МУНА со визија за подобар и одржлив свет. Двојно зголемен број на заболени од COVID-19 е регистриран на Тетовското подрачје во текот на минатата недела. Според епидемиолошката состојба, Тетово се наоѓа во фаза на висок ризик. Непочитувањето на мерките и крењето на контакти остануваат главните причини за широката трансмисија на болеста. За неносење заштитни маски за 2 недели, полицијата казнила 943 лица. Заразата со коронавирусот во Тетовскиот регион интензивно се шири. Ако во летниот период 7% од земените брисеви биле позитивни, сега тој процент е 30. Широката трансмисија на болеста е поради тоа што лицата со COVID-19 кажуваат само дел од нивните контакти, а дополнително мерките не се почитуваат целосно. Епидемиолозите со оценка дека Тетово се наоѓа во фаза на висок ризик. Градот Тетово, регион Тетово се наоѓа во фаза на висок ризик, во фаза на широко распространета трансмисија. Минатата недела, бројката на заболени ни се зголеми скоро дупло, 2 пати повеќе во однос на минатиот период. Во регион Тетово минатата недела се регистрирани околу 205 нови случаи, на заразени, на инфицирани лица. Што кажува тоа? Што кажува тоа дека мерките не се почитуваат, висока трансмисија, дека заболењето ни се шири. Имаме сега во овој момент повеќе имаме фамилиарни кластери, ширење на болеста внатре во фамилија. Сега веќе состојбата е влошена, бројките ви кажав дека за 2 пати се поголеми во однос на минатата недела, така да во овој период исто е како на државно ниво, 30% имаме позитивитет на тестови од земените брисеви. Заклучно со вчерашниот ден има 406 активни случаи. Според возрастната група во овој период најмногу заболува активното население. Најголема возрастна група кај нас е возрастната група над 60, меѓутоа сега имаме зголемен број на позитивни случаи кај возрастната група од 30 до 39 години возраст. Потоа ни доаѓа 50 до 59, па 40 до 49, што значи најповеќе ни заболува сега во овој период активното население кој се движи низ градот, кој иде на работа. И видливо е дека најмал процент на заразени имаме кај децата. И тоа кај двете возрастни групи, и кај малата од 0 до 9 и кај поголемата возрастна група од 10 до 19, процентот на заболени позитивни е најмал. Најголем број од заболените во моментов, па и во минатата недела кога бројката ни е екстремно висока за однос на останатиот период, заболените се со лесна клиничка слика на акутна респираторна инфекција на горните дишни патишта. Течење на нос и блага температура 37,2. Позитивни на COVID се 11 професори во средните училишта, 7 наставници и 1 администратор во основните, а 3 оделински групи се во изолација. Иако се работи за поединечни случаи, сепак од кризниот штаб при општина Тетово, со препорака просветниот кадар онлайн часовите да ги одржува од дома. Останува препораката на општина Тетово, наставниците предавањата да ги држат од своите домови онлайн, за да сепак се заштитат и тие самите, меѓутоа и сите оние вработени кои што се во училиштата како основни, така и средни. Исто така, општина Тетово се држи до апелите кои што и досега ги даваше, да се почитуваат мерките кои што ги даваат институциите, носење на маска и се разбира дистанца од 2 метри и одржување на личната хигиена. Бројката на заразени со COVID-19 во Тетовскиот регион од почетокот на пандемијата досега достигна речиси 2000. Во анкета ги прашавме тетовци дали се почитуваат мерките за заштита од ширење на заразата со коронавирусот во градот и какво е чувството да се живее во пандемија. Јас ги почитувам, не знам за другите. Ама ga што гледам во некоја си поблага форма се не апсолутно, ама се почитувам, мислим. Меѓутоа бројот на заразени се шири, се зголема. Тоа ќе се шири, затоа што знаете како иде у математиката. Сам е малу, поголемо,
можноста за инфекција е поголема. А како се чувствувате еве што живееме во време на пандемија? Историска работа. Како се чувствувам? Се пазим. Што друго да правим? Мислите дека ова долго ќе трае? Ќе помине до пролет. И така. То. А како се чувствувате вие да живеете во пандемија? Како? Панично. Тоа е. Нема што. Мислите дека ова брзо ќе заврши или ќе трае? Па мислим да до 5-6 месец. Така е се зборува. Тоа е. Како кој? Како кој? А зошто расте бројкава постојано? Па расте дека не се придржуваат. Зошто? За тоа. А како се чувствувате вие? Еве живееме во време на пандемија, како ви се чувствате? Лоши. Лоши се чувстват. Преоптеретени соба. Тоа е се, што може да преше. Веќе сила. Мислите дека ќе заврши или ќе се навикнеме да живееме со вирусот? Па изгледа дека ќе се навикнеме. Дискусијата околу општинските финансии и поддршка на проекти на денешната седница на Советот на општина Гостивар се претвори во политичка препирка. Опозицијската ДУИ обвини за злоупотреба на јавните пари, додека од Алијанса за албанците нагласија дека парите се инвестираат во инфраструктурата. Денешната седница на Советот на општина Гостивар помина во знакот на контрирање меѓу опозицијската ДУИ и Алијанса за албанците, која го има советничкото мнозинство. Газмент Мемеди од Демократската унија за интеграција во дискусија за буџетските средства и поддршка на проекти нагласи дека општината не работи домакински, има злоупотреба на јавните пари и дека општинскиот долг расте. Ветување на Арбен Тарабари бил дека ако тој ги добие изборите во неговата кампања во пред изборието, дека ако тој дојде во чело на општината, дека ќе го уплати целиот долг што го има општината. За жал, ова како појава долгот се зголемува, а немаме уплата. Значи, нон-стоп имаме зголемување на долгот. Советничката од Алијанса пак Њомза Шакири реплицираше дека ваквите наводи се невистина, дека општината работи транспарентно, а парите се инвестираат во инфраструктурата. Значи нема никаква манипулација во овој дел, све е транспарентно, сите проекти што се вршат во општина Гостивар се гласаат во Советот на Гостивар, тука се присутни и медиумите и општо сите граѓани се информирани каде одат средствата, а исто така тие се реални проекти што може да ги видиме, тие се патишта на 30 километри, асфалтирани патишта, имаме мрежа долга на канализација и водовод, така што мислам дека проектите се реални, се гледат и сето тоа што го кажа господин Газмент е само негативна пропаганда пред идните локални избори. Советот на Гостивар денес усвои ребаланс на буџетот, како и одлуки за доделување на субвенции на јавните претпријатија за паркинзи и зеленило и за стопанисување со спортски објекти. Советниците ги изгласаа и представниците на Гостивар во управниот одбор на регионалното претпријатие за управување со отпадот во Полок Русино. Тоа се Гајури Заири, Дритон Саити и Насир Хасипи. Со ова се создаваат услови новоформираното претпријатие да започне да функционира. Од друга страна, се уште не се собрани подписите од градоначалниците на сите полошки општини за ревидирање на планот за управување со отпад, со што се предвидува да се најде нова локација за регионална депонија во период од 5 години. Договор за ревидирање беше постигнат пред околу 1 месец на заедничка средба на граѓанската иницијатива Стоп Русино, министерот за екологија Насер Нуредини и градоначалникот на Гостивар Арбен Таравари. Од иницијативата Стоп Русино сега очекуваат поголем ангажман од локалната власт и од советниците, што поскоро да се обезбедат подписите, како гаранција дека Русино ќе биде затворено за 5 години. МУНА е нова невладина организација која работи според слоганот "Размислувај глобално, делувај локално". Се работи за млади ентузијасти, чија цел е да се воспостави дебатата како концепт меѓу младите, со што тие би можеле да ги подобрат своите ораторски способностите за критичко размислување.
Организацијата е всушност Асоцијација за Обединетите нации во Македонија и отворена за сите заинтересирани млади лица. Млади ентузијасти дебатери. Слоганот на членовите на Асоцијацијата за Обединети нации на Македонија е размислувај глобално, делувај локално. Невладината организација е релативно нова, а акцентот на нивната работа е ставен на приоритетните области од сферата на Обединетите нации, како што се човековите права, заштитата на животната средина, родовата еднаквост, мирот и безбедноста, одржливиот развој. Постојат околу 6 месеци и веќе имаат реализирано неколку симулации на дебати преку кои младите ги подобруваат ораторските вештини и способноста за критичко размислување. Председателот на организацијата Андреј Николовски не раскажа кои се нивните цели. Вакви организации постојат низ целиот свет. Така да кај нас немаше и решивме да направиме една асоциација на Обединети нации. Регистрирани сме како невладина организација во Македонија. Постоиме само 6 месеци за сега, релативно сме млади, не фати баш бранот со ковидот, така да тоа малце ни створи потешкоти во работењето и функционирањето. Што е нашата идеја? Нашата идеја е промоција и едукација за вредностите и целите на Обединети нации. Преку најразлични предавања, дебати, преку конференции, симулации се обидуваме да ги активираме младите, кои што ни се целна група, да ги активираме да размислуваат малце пошироко, да створат некое критичко мислење, да им ги подобриме нивните вештини за дебатирање, за размислување, за согледување на проблемите во светот на едно поглобално ниво. Освен симулации на дебати, МУНА активно организира и хуманитарни настани, предавања, работилници, а се отворени за сите заинтересирани млади лица кои сакаат да дадат свој придонес. Во нашата земја се уште не е развиен доволно концептот за дебата, но членовите на МУНА активно се посветени за промена во позитивна насока. Не е се уште доволно развиена, значи дефинитивно работиме на случајот да научат како треба да се дебатира, колку трае една оригинална дебата. Еве, мојот колега Андреј, не знам дали напомена, ама една нормална дебата трае од прилика 2 до 3 дена, можеби по 8 сати на ден. Се уште не сме стигнати до такво нешто. Значи, во главно нашите дебати гледаме да траат од 2 до 3 сати, еве се зависи со време како се координираме сите, но би рекол дека понатаму би било како тоа правото. Потребна е припрема, како и за се во животот, јас кажам, значи, оној кој што е припремен нема да има проблеми никакви. Секако дека потребно е истражување за тој одреден топик пред да се почне дебатата, да се има колку толку познавање за што треба да се говори и, како што напомена Андреј, не е дека ние треба да имаме наш оригинален став, туку ставот на државата која што ја представуваме. Значи, треба да научиме кој став го има таа држава, за да може да го представиме нивниот став за време на дебатата. Во организацијата членуваат и млади лица од други земји. Симулациите на дебатите ги реализираат преку платформата Zoom. Во месец јули, организацијата реализирала и хуманитарна аукција со продажба на уметнички дела. Со собраните средства донирале предмети и добра за потребите на Кумановско училиште, во кој има паралелка за дечиња со попреченост. Во Гостивар и Гостиварско годишно во просек се регистрираат од 20 до 30 случаи на малолетничка деликвенција. Во периодот на карантини и полициски часови, оваа девијантна појава се намалила. Сепак социјалните служби предупредуваат дека тоа не значи дека ја нема, а родителите треба да бидат попосветени и внимателни со проблематичните деца. Малолетничката деликвенција на гостиварското подрачје не е непозната појава. Наместо да учат и да се дружат со своји врсници, тинејџери се впуштаат во водите на криминалот, крадат, продаваат наркотици, се претвораат во насилници. Годишно во просек се регистрираат од 20 до 30 случаи на малолетничка деликвенција. Санкциите се одредуваат зависно од делото и последиците, а социјалните служби се вклучени како стручна помош за семејствата и за сторителите. Нивното искуство кажува дека во периодот на карантини и полициски час поради пандемијата, малолетничката деликвенција се намалила, но предупредуваат дека тоа не значи дека ја нема, а родителите треба да бидат попосветени и внимателни со проблематичните деца.
Сега тој периодот помина, меѓутоа владе тој посткарантински период кога уште нешто не е јасно, уште нема социјални активности. Сите деликвентни активности се поврзани со социјални активности, меѓутоа тие се намалени, така дека можеме да кажеме дека имаме и намален тренд на деликвенција, што е резултат можеби на карантин на целата ситуација. Меѓутоа тие деца деликвенти тука се уште меѓу нас и сигурен сум дека во овој период и за ниве прилика и родителите да поработат. Ако имаат проблематични деца, да поработат. Бидејќи прва прилика што општеството ќе се ослободи, повторно ќе имаме деликвенција како што ја имавме. Справувањето со малолетничката деликвенција не е лесно и е сложен процес, велат стручните лица. Фактот што овие деца најчесто потекнуваат од дисфункционални семејства, во кои владеат пороци, социјален ризик и незаинтересирани родители, уште повеќе ја отежнува ситуацијата. Превентивното делување се нагласува како најважно, а во него треба да се вклучат сите чинители – училиштата, семејството, роднините, невладини организации кои се активни со младите и други. Напад над малолетник во трговски центар во Тетово. Приведени лица барани со потерница. Во продолжение деталите од полицискиот билтен на СВР Тетово. Малолетникот Тетово вчера вечер во 22 часот заедно со неговиот татко во СВР Тетово пријавиле дека околу 20 часот и 30 минути во трговски центар во Тетово, каде што бил со двајца другари, физички бил нападнат од друг малолетник од Тетовско Желино. Се работи на расчистување и документирање на случајот. Вчера во 13 часот и 45 минути 34 годишникот Тетово пријавил дека на улица 162 во Тетово бил каснат од куќе бездомник. Вчера во 13 часот и 40 минути 45 годишникот Гостиварско Врапчиште во СВР Тетово пријавил дека од дома се оддалечила неговата 39 годишна сопруга, се преземаат мерки за нејзино пронаоѓање. На 26 октомври околу 17 часот и 30 минути полициски службеници на СВР Тетово одделение за внатрешни работи Гостивар привеле 27 годишникот долнореканско Врбјане, кој се барал за издржување затворска казна за сторено кривично дело тешка кражба. Тој бил спроведен во казнено-поправната установа затвор Тетово за издржување на казната. Полициски службеници на СВР Тетово на 26 октомври исто така околу 11 часот и 40 минути привеле 48 годишен тетовец осуден на затворска казна за сторено кривично дело напад врз службено лице при вршење работи на безбедноста. Тој е спроведен во казнено-поправната установа затвор Тетово за издржување на казната. Тука е крајот на регионалните вести. Ви благодарам на вниманието. Пријатно.